Фуфо, во Галија се наоѓаме, местото каде што, ако треба процентуално да делиме колкав дел од животот си поминал, многу си поминал. Тоа е фер да кажеме, така? Па дали е фер, не знам, ама дека е многу су поминал, да. Вистина. Што ти паѓа прво на памет кога ќе ја погледнеш вака Галија празна? Значи си влагаш, замисли си, еве, нема нас, нема сите камери, мене, никој од персоналот, влагаш, ја гледаш Галија празна, што прво ти паѓа на памет? Какви мисли те обземат, какви чувства? И чекай да размислам малку. Прво па мушко се. Ја ми се полека ќе ме загреваш малку лево десно, па и наједнаш одма бау. Прво па мушко. Ај овака. Најверојатно мислам дека е дугачка приказката што све ми паѓа на памет, пошто тоа ти исто како ќе кажеш што ти фали у празна куќа. Све ти фали. А што ми паѓа на памет у Галија, све ми паѓа на памет. Секој понеделник доаѓа словенците, директорите на сите фирми што се во Македонија. Многу години наназад. Меѓу другото и цела словенечка амбасада со се амбасадорите. Претходни, сегашни, бивши, можеби и идни, верувам. Вторник, секој вторник, новинарите. Има едно јадро на новинари, една гарнитура од 10 луѓе, исто наназад, можеби 10, можеби 15 години, секој вторник се тука. Секоја среда, например, една гарнитура на луѓе, например, ќе го спомнам Хаш, рок-н-рол, и неговата екипа. Им се извинувам на сите тие, за да не го одземам времето на емисијата или на гледачите, али нив ги викавме секоја среда и немаше име, тој и тој, секоја среда на таа маса у толку саат. Се знае. Се знае. Доаѓаме до четврток, секој четврток. 3-4 гарнитури имаше. Една гарнитура беше, например, секој четврток, гарнитурата на фирмата Ајвар и архитектите со него сите. Значи, архитекти. Гарнитурата на Ики од Камник, газдата на Камник или Микеј, Тоби и цела гарнитура, нивните пријатели, другари и така натаму. У тој четврток и уште една групација имаше, многу моќна, многу битна и секој четврток. Тоа беше Мите, еден од моќните газди на мебел, фабрика, па Стив, па Кире и така натаму. Доаѓаме до петок, нели? Петок беше Силјан Аврамовски, еден од моќните битни полицајци и така натаму кои го знаат, заедно со неговиот баџанак Славе, например, и нормално со двете жени, пошто не ги пуштат, ако се баџанаци, двете сестри заедно со нив. Доаѓаме сабота Росица и незината групација. Ја Росица ја спомнам затоа што незиниот покоен татко, еден од легендите на македонскиот фудбал, Благоје Петровски Бала, ми беше професор по биологија у Јосип Брос. Тие што се сеќаваат на Јосип Брос и на фудбал, го знаат и него. И така натаму, и така натаму. Ама тоа е за неделата. И тоа е еднаш неделно. Имаше луѓе што доаѓаат и секој ден. Тие беа уште побитни и подраги гости. И на Галија и на мене. Циле, секој ден. Буквално, со неговата екипа уз него. Тоде Хардрок, Вања Битолјану, Сашо Димитров, Шани, Андро. Значи, Циле секој ден. Една маса која ја викавме ние осмица, секој ден и на таа маса години и години никој не можеше да седне без дозвола на оваа групација, што ја кажем, на чело со Циле. Што се јадеше на таа маса? Што се јадеше? Па, во принцип, од почеток се јадеше менито на Галија. Па после се дегустираше дополнително. Па уште еднаш, па им пукна филм, па почнаа они да ми го прават менито, ај направи тоа со тоа, ај направи тоа со тоа. Па им пукна филм, ај нарачени кебапчи од ваму. Од ваму? Не е битно. Ама сакаме кај тебе да. Не е битно. Нив им беше битно да бидат тука. Идеме понатаму. За секој ден зборам. Зоран Крстечки. Секој ден. Буквално. Трифун Костовски, можеби не секој ден во тоа време, ама во последните 5-6 години, пази зборам за 15-20 години, Галија 30 веќе. Да, има историја. Трифун Костовски, последните 7-8 до 10 години, секој понеделник и петок, со неговите другари од детство, после фудбал во Галија. Адем Кочан, секој ден. Амди Бајрам, секој ден. Зборувам за секој ден. Петар Гошев, на почеток, после кампањата што ја правеше низ Македонија,
кај да оди низ Македонија, што и да прави, нема да појде од Галија, ама ќе се врати у Галија пред да иде дома. И го чекаат партиските другари лево-десно, а после малку кога се дистанцира од политика, повторно секој ден у Галија. И не на крај, ама можеби најбитно сакам да го потенцирам, покојни Илија Камчев. Камчев не поаѓаше повторно како и Перо Гошев од Галија. Ама кога да се вратеше у Скопје од било каде у светот, ако работеше Галија, он не можеше да отиде до дома и верувам дека не можеше да заспие ако не пројде поред Галија. Овие што доаѓаа секој ден немаа маса, пошто вртеа. кружа. Овие што доаѓаа секој вторник, секоја среда, секој четврток има маса. Тие ваму тие. Се извинуваме Бучик, Комета на пример. Екипата на Бучук и Комета. Исто секој ден. Затоа реков, може би ќе ми текне. Но многу е битно што овие се наши. И тие ми се најдраги, и тие ми исполнуваат, и тие ја градеа Галија. Еден период почувствав дека не сум сигурен дали мене поише ми значи Галија или нив. Што они не доаѓаа више кај Фуфо, исклучиво само ради Фуфо, си доаѓа у својата Галија. Таа беше моја, ама беше и нивна. Затоа што они ја направија заеднички Галија. А мене посебно драго. И посебно ми е битно да се пофалам малку, да се чепатам сега скопски ден израз да кажам, што ќе кажам дека овде, у оваа Галија, на оваа маса седеше Мишел Платини. Не, требам ли да го објаснам кој е Мишел Платини? Го донесе Циле. На онаа маса, на она се паре, беше Желју Желев. Го донесе Љубише Ѓоргиевски, легендарниот режисер, председател на Собрание и така натаму. На онаа маса овде беше Стипе Месич, 2 пати. Го донесе покојни 2 пати. Два пати на иста маса. Го донесе покојни Борис Трајковски, со нашата екипа министри лево-десно и се неговата екипа. Значи, што да ти кажам, што ме потсеќа? Све ме потсеќа. Фуфо. Извини, ти измалтретирав, не може да верам. Тама работа. Едно време јас нема Галија, така. Или барем ја имаше, ама не беше Галија. Не е оригиналната Галија. Го немаше Фуфо. Ги немаше и овие луѓе што ги избориш. Што се случи? Кај беше? Кај те снема? Ако ме прашаш кај бев, секаде помалци. Ако ме прашаш што правев, од се помалку, но многу небитно за споменување за тоа. Многу е битно дека се вратив. Зашто ја снема Галија? Може би е препотентно, може би е арогантно, може би е дрско. Па затоа што ме немаше мене у Галија. Тоа е може би мојот одговор за тебе. Не знам како да кажам, али мислам дека е тоа причината. Пошто луѓето се врзуваат за кафана, ама се врзуваат и за домакинот. Нели ние сите идеме на тоа е гост. заради духот. Тоа е заради духот. Па не знам. Ако го нема домакинот, го нема Па духот. невкусно е ја да кажам, ама мислам дека е така. Еве, ја ќе кажам, мајке. Па тогаш фала ти на комплимент. Така да, фала ти. Тоа е причината. А за тоа цело време кај беше, што правиш? Правев обиди, шетав малку надвор од Скопје, од време на време се враќав, но факт е дека не бев во Скопје. Правев некои обиди за некој друг бизнис, некоја друга провокација, но факт е дека не успеав у тие обиди. Но еден е фактот, а тоа е сигурно, дека ме снема. Ама сега сум тука. И тоа е факт дека ме има. Тоа што се зборува нормално низ градот и пошироко и што се има пишувано и така натаму, е дека фактички Фуфо го снемува поради некои проблеми што ги има сам направено, сам на себе. Колкав дел од тоа е вистина, дали тоа се некои си пороци, еден порок, многу битен порок, тоа е коцкањето. И заради тоа Сега ме рчкаш негде таму. Вика, дали ти имаш сам на себе направено? Што човек сам на себе може да направи, 100 душмани не може да му направат. Има една, а уште една поговорка, ќе ти ја кажам, народна. Кај што има оган, има и чат. За жал, кај мене, не кај што има, се извинувам, кај што има чат, има и оган. така. За жал, кај мене имаше и чат и оган. Морам да го признам, тоа и точно е. Кога прв пат Фуфо е влезен во казино? Се сеќаваш? Па ја, у принцип,
у принцип не ми текно кога прв пат. Аха, значи немаш као вечер таа прва. Немам, тоа беше као ја да бев у еден друг филм, може би и у друг живот, не знам како да ти кажам. Јасно. Значи кога прв пат у касино сум влегол, не знам. Ама кога почнав и како почнав да идам у касино, тоа сигурно Со кое знам. друштво? Сигурно сам не си отишол, ај сега идам у казино сам. Пак е врзано за Галија. Аха, на кој начин? Галија беше втор дом на многу луѓе. Галија беше не на сите овие. Да, сите овие што ги спомнав. Галија беше место кај што не доаѓаа више у одреден период луѓето да јадат и да пијат. Доаѓаа да се видат. Во една прилика Ристо Гушеров на едно од моите јубилеи каже: "Ја вика идам у Галија да видам луѓе што сакам да ги видам, и идам во Галија да ме видат луѓе што сакам да ме видат." Да ме видат. Така да ние многу често, секоја вечер, со една гарнитура која беше секоја вечер или секој ден во Галија, седевме. Обично петок и сабота. Кога веќе се затвараат кафаните, а ние сме во тие години што не можеме по дискотеки да правиме шизе леди лево десно, баравме чаре кај да продолжиме. У таа гарнитура беше, пак ќе кажам, покојни Илија Камчев со Радка, жена му. Беше Јадранка Костова. Фокус. Беше Вања Битолјану. Так. Беше покојниот Горан, градоначалникот со сопругата. Јас со сопругата, добро расположение, добра забава, не ни се оди дома, петоке или саботе. Кај ќе одиме? Ај ќе одиме на поена пијачка во касино. Тоа време беше Скала, па беше Панорама и така натаму. Ја немав поима што Прилично невино, онака си одиме, се зезаме, друштво. Ние идеме да ја продолжиме дружбата. Ето, не ни си иде дома. Ама за да влеземе таму, да продолжиме дружбата, не можеме само гости да бидеме на шанк. Нема смисла, знаеш, некоректно, сите васпитани. И тие што од време на време за занимација ќе влезат и сакаат малку да играат, ќе си земат 50-100 марки у тоа време и ќе играат. А ние другите, меѓу кои и јас, ќе си застанеме на шанк, ќе си разговараме и ќе пиеме. Така почна. Како заврши? Дали ме праша преска со оганот и со... Така. Види, знаеш, јасно ми е за полно луѓе зашто одат, зашто ставаат, зашто ради зезанци, ради се друго. Ама има еден левел каде што веќе преоѓа од шала, смеа, друштво во некои други води. Ти си бил тогаш поприлично имотен човек. Тебе сигурно не ти бил пори од пари. Јас барем, така мислам. Ќе ти бидам сега малку, ќе се поставам психолошки. Ич. Гарант не ти било пори в пари. На сите нас ни беше играчка. Не. Да отидеме таму и да ја продолжиме забавата. Кога играчкава стана плачка, да се изразам така? За среќа по сите нив. А за жал по мене, кај мене стана играчката плачка. А кај сите беше играчка. И продолжи. Кога играчката стана плачка, за мене веќе беше касно. Сите што меѓу другото го почувствувале тој тип на порок, пошто нели во животот има не е само коцка порок, има разни пороци, ама зборувам за тој тип на порок што го почувствувале, знаат дека однео враг шалу, што викаат црвите. Кај мене играчката стана плачка, ама тешко тој период беше враќање. А добро, Фува, доволно е, не мора конкретно за тема, но доволно е една вечер да се изразам така да те заебе до толку многу да више да нема враќање. Пошто обично знам многу луѓе што биле во слични ситуации, меѓу кои што и мојот еден најдраги луѓе на светот што ги познавам, мој Игор Џамбазов. А тој ми е колега. Да, нисам колега, дај Боже бивши да ми е. Мене ми е бивши, а дај Боже и он бивши да биде. Тоа. Заедничко за сите овие луѓе е што за многу ситна пара релативно се зезнуваат. Полека. Ти ми викаш ситна или ја треба да кажам ситна? Ти кажи. Абе, жаре. Кај мене беше крупна и многу крупна. Знаејќи му го капацитетот, знаејќи му го потенцијалот, знаејќи му ги примањата на Игор Џамбазов, гарантираме и кај него не била ситна, пошто он исто добро печалеше.
Он е гениалец у Како својата, не? и он стално печели, он стално знае да направи пари, уште побрзо да ги изгуби. Ама брат ми е како мене. Кога се губи главата, Фуфо? У кој момент? Кога ќе си помислиш дека што е проблемов? Што е тој психолошки момент? Си викаш што не победлив сум. Не знам, ништо не може лошо да ми се случи. Кој е тој момент кога се губи глава, кога више одиш во Види, Жаре, овака се, може би на ова твое прашање, може би и дупли одговори ќе ти дадам. Уште кога ќе влезеш у касино, кога ќе почнеш да се кочка, си изгубил главата. Аха. Многу малку луѓе со тек на време ќе си ја најдат главата. Тие што имаат селф-контрол или контрола, тие што нема да бидат подјармени на порокот, тие што имаат имунолошки систем, тие послабите за тој тип на порок, еве да кажам како мене, како Игор, ја изгубиле главата уште кога влегле. Значи, нема кога се губи глава. Одма. И не можеш да ја најдеш. Има луѓе што си ја нашле главата. Алал нека им е. Тие, и добро е, за нив е сварно касиното забава. Печали, пример, месечно 1000 или 3000 евра, еднаш у месецот ќе отиде за забава у касино, како да влегол у кафана и да тие треба да идат. Не смеат да ступнат како мене, како Игор, тие што немаат имунолошки систем. Јас немам, за жал, таков систем. Дали е бактерија, дали е ген, дали е порок, дали е некоја фалинка у мозокот, сите пороци имаат некоја историја. Мојата историја, можам да кажам дека не ја знам. Нема да спомнам еден психијатар, името нема да му го спомнам, мој драг пријател, ама ќе ја кажам приказката меѓу мене и него. Кога он, например, доби молба, како мој долгогодишен другар од детство и така натаму, да поразговара со мене на тема порок, касино. Он вака ми кажа, Фуфо, што да ти кажам, да некој што не разбира, па да му се обидам да го исправам. Да се обидам да го исправам. Да му го исперам мозокот. Да се обидам да го вратам на прав колосек. Ти све знаеш, немам што да ти кажам. Не можам ја тебе терапија да ти дам, да ти кажам колку е лошо касиното, кога меѓусобните разговори меѓу мене и него, он констатира дека ја му кажам 3 пати дека е полошо касиното него он што сака да ме советува дека не чинело. Дека било крах света, дека било повреда на фамилијата, дека може глава да изгубам. Човеко, ти си бил свесен за све. И така. Како? Извини. Ти си бил свесен за све. Дека можеш све да изгубиш, дека можеш животот да го изгубиш, дека можеш да ги уништиш своите најблиски, а ти ќе останеш жив и здрав на крај. Татко, мајка, жена, деца и така натаму. Уште едно прашање за ова. Кои ти беа омилени игри? Може и тука има некој психолошки момент, од кај да знаем. Мислам, не знаеш што све... Не, очекував дека ќе ме брецнеш малку или ќе ме испровоцира за касино, што е нормално. Да, долго време ме нема, поголемиот дел од луѓето чувствуваат или предпоставуваат зашто ме нема и очекував. Дојав искрено спремен на емисија да ја кажам и мојата вистина, ама меѓу другото и мојата бивша мука. Кои ми биле омилени игри? Ја не сум идел таму на омилени игри. Јас сум идел да го задоволам во одредени моменти мојот порок, меѓу другото не од тебе. И луѓето што ме гледаат, а и луѓето сите што ме знаат, мене ми е малку непријатно, малку срам, дури да зборувам више на темата коцка и на темата касино, затоа што, не знам каков израз да употребам, на коцкар или на пороклија човек, не е битно дали е наркоман, пијаница или коцкар, многу малку луѓето му веруваат. Што е тоа е најголемиот удар за секоја личност, посебно ако градел некој свој рентик у текот на животот на доверба. Јас за мене ќе ти кажам дека веќе 7-8 години не одам во касино, не сакам да зборувам, ама знам што очекуваш ти од мене, ако сум прифатил, сум решил да се турчам, морам да кажам нешто, затоа што можеби и за тоа си ме поканил ти. Не знам, али у секој случај би те замолил. Мислам дека
Нешто и кажав и мислам дека доволно кажав, непријатно ми е понатаму да зборувам. Ова е замолница, ако може да пројде кај тебе. Фала Богу. Фала ти и тебе. Ти си чирчанец. Тоа сите го знаат веќе. Точно. Детството во Чаир, какво ти било? Што се сеќаш на детството во Чаир? Со кој се сеќаш на другарчињата со кои што си растал? Па види овака, дали се сеќам? Не да се сеќам, ги знам сите по име и по презиме. Знам у Балкан кој што играл. Знам кој со кого се оженил. Знам која љубов имал, па не се оженил со неа. Ама тоа не можам да го кажам. И те како се сеќам. Ако ме прашаш мене за Чаир, Чаир е исто како и Ѓорче Петров, како и Драчево, како и Дебар Мало, како и Ново Мало, Маđер Мало. Благодет е да израстеш во мало и да го поминеш твоето детство у мало, како што е благодет да си убав, како што е благодет да си богат. Ќе кажам зашто. Таму се ствара една животна тип на функционирање, на организација. Таму се чувствува и таму се знае кој е постар. Таму почнува да се почитува. Кој ќе почнеш да проводиш, да ги почитуваш постарите. Знаеш, ово е постар и ако ме заповеда, морам да го послушам. Збориш за билдање карактер. Баш буквално еве, ти го направи баш правиот израз, билдање карактер од понова генерација, ја малку од постарата го кажа. Баш буквално кога дечките тие постарите играат табланет или топка, ние го викавме фудбал, или било што. Ако некој од нив одлучи, мали, мамо, иди купи семки, ти си задоволен, чести направил што тебе те одбрал од 5 копиљаци, така ги кажам, мали, да ти отидеш да му купиш семки или цигари. Тоа е билдање на карактер. Јас сум среќен што сум израсел мало. И мислам дека овие што ќе ме слушнат, сите што израснали мало, навистина ќе се согласат со мене. А си ги препознал тие другите? Што не се од мало? Си ги препознал по карактерот? Ти мислам, да. Мирисало нешто? Да, мислам да. Ова е во принцип, ја израснав во Чаир. Завршив осмолетка таму. Ама се запишав у средна школа Јосип Броз Тито. 90% од овде во Јосип Броз Тито нема израснато мало. У згради, у центар на Вонно. Дали сум ги препознал? Апсолутно да. Се гледа кој раснал во мало, кој раснал во зграда. Се гледа, се мириса. Се мириса. Спомна гимназија. Тој имаш интересна гимназија, интересна генерација од гимназија. Тука ти се Миленко, тука е Николовски Асма Новинаров, тука е Живко Груевски, дополниме, не знам, Фрчковски Љубомир. Па види, има уште многу. Ама тие што ги спомна, мислам дека сите се должни за почит, сите направија сопствено име и презиме, сите направија бренд, кога ќе му го спомнеш името и презимето, не треба дополнително да објаснуваш кој е што е. Со сите нив сум многу добар другар, со сите нив сум многу добар пријател. Има уште многу голем процент на луѓе што се успешни во разни професии, во разни бранши, ама не најверојатно не е темата веќе да ги експлоатираме, да правиме повторно статистика. А они меѓу себе дружа, мислам, бевте, какви ви беа друштвата тоа? Ти пример, со кого највише другаруваш од нив? Кој ти беше најтака близок? Па со Миленко, например, игра фудбал. Ја уште од клинец играм фудбал, мислам дека... И тренираше фудбал? Да, играв фудбал, играв во Балкан фудбал. Таму ли ти е прекарот тебе, фактички? Да, точно е. Точно е, Јосип Броз кога дојде, пошто ја играв у Балкан, сите ме викаа више Балкан, у гимназија. Значи, мојот прекар во Јосип Броз Тито, моите гимназијалци или колеги, не ме знаева многу долго време како фуфо, туку сите ме вика Балкан, како и овие што ги спомна. Со Миленко, например, игра фудбал, он беше голман. И сакаше добро да дегажира и после да спие таму. Дегажирање да опне топката, да, пола сат да не можеме да најдеме. Се замама тоа беше, значи со него играв фудбал. Со сите имав коректен однос. Значи, со сите овие што ми ги спомна у различни класови бевме. Ама добро контактирам. Со Жико, например, продолжив економија да студирам. И тука Жико Груевски. А си му барал ли на Коста Балкан права за прекарат?
Што ти си А, оригиналниот Војко Балкан Стамбалка, си, а? Види, апсолутно не сум му барал браво, али он толку го разви своето име и презиме својот Балкан. и бренд, што не можам да му барам, туку ја ако кажам дека сум Балкан, он сега може да ме Он тужи и може ќе да рече, залуди, ти да. не си познат. Али затоа, ако му кажам Фуфо, ќе рече, молим лепо, ти си Фуфо, јас сум Балкан. Не сум му барал. А, ми текна, он е сега, моќе може да му побарам нешто, да Што да знаеш? речем пред тебе ја бев Балкан. Водиш потекло, така дознав од булачене, а јас кога што знам не си единствен и Трифун Костовски, кој што исто има гостувано во емисија и си имаме супер муве направено, и он има потекло од таму. Не, види, овака се, прво ич не се срамам дека имам некое потекло од булачени, има на хрватска пословица вика да паче, или напротив, не се срамам. Задоволен сум и горд сум. Секој треба да биде горд на своето потекло, верувам, и никој не треба да се срами, независно до кај стигнал и како стигнал. Еве, јас предпоставам дека бев многу горе, стигнав многу доле од тоа што преска правевме Муамет Да. ја и ти, и не треба да се срами за своето потекло. Треба гордо и свесно. Ако си чесен, ако си поштен, и ако си искрен со другарите. Да, бе, Секој имаш, да. одговара за своите гафови и секој треба да си ги голта и да си ги носи своите гафови. Но, апропо булачени, од булачени е на татко ми мајка. Значи, мојата баба е родена во Булачени, а израсната во Чаир. Татко ми е роден во Чаира, е роден 35-та. Значи, моите деца се четврто поколение од Скопје, но потеклото од Булачени. И не само од Булачени. На татко или мој дедо е потекло од Бродец. Има и таму една битна фигура што сега ќе ти ја спомнам. Кој е таму? Значи, од Булачени, да се вратиме на Булачени, чекај, Ајде, ако. Од Булачени има потекло мојот побратим Трифун Костовски, има потекло генералот Мирослав Стојановски, и има потекло Горан Трајковски, директорот на управа на јавни приходи. Со Горан малку сме и некоја фамилија, ама И тоа никош ли? не сме били до таа мера блиски, па види, у едно мало село, ако протарашкаш малце, сите ќе испанат фамилија. Е, ние протарашкаме, Мора ќе- кога почнеме да Ама контактираме. Горан е човек што ќе ти се најде ако најдеш и протарашкаш и видиш дека си нешто. Не, ја и Горан си протарашкавме дека имаме исто потекло, уште од одама пред да дојде он таму, а ја додека бев ваму. Така да Не дека ќе палиме цигари се. Е, така, не. Така, не. А од Бродец има потекло Коце Трејановски, градоначалникот Коце, на Скопје. Не сум. Коце може и роден е у Бродец, не знам, извини ме, Така, ама дека збориме, има потекло така, од Бродец, така, каде е 100%. коренот? Тоа е корен. Ај сега за Трифун кажи ми, ова побратимството ваше, на кој начин, пошто знам дека е официјализирано некако, нели? Ја и Трифун, ако ја тргнеме таа опција, нели, се е модерно геј, па ЛГДБ, па како се викаат тие свите, Тие бе тие? ја и Трифун малтене, она простачки народно да кажам, се крунисавме за побратими во црква. Дедо Стефан, архиепископот, Добро. не круниса, може би тоа не е правиот збор, да, те сваќам. како да кажам, црковно. Ќе сватат погрешно. Да. Во Света Богородица, во манастирот во Матка, јас со моето семејство, сопругата и децата, мојот побратим сега со своето семејство, и фактички станавме побратими по сите црковни стандарди. Со круна, со лево, со десно и така натаму. Дали, мислам, на кој начин прво е до тоа дојдено, пошто с гарантија многу по драг како особа, како личност од некои други, пошто не се побратимуваш со кој стигнеш очигледно. Зашо баш Трифун, од кај го влечете тоа пријателство и дали уопште според некакви црковни правила тоа влече некакви си обврски права, од кај да знам? Ја можам да ти кажам како решивме да станеме побратими, а тоа дали влече некои обврски, ќе ти кажам што ни кажа дедото владика Стефан. Ние станавме после еден долг период на дружење. Прво во моите објекти, после и понатаму. Констатиравме дека имаме заеднички цели,
предпоставам дека двајцата сме човекољупци, за него гарантирам, за себе не можам ја да кажам, али мислам дека имавме многу заеднички елементи кои не сближи да сакаме да станеме нешто поеќе од другари и пријатели. Тоа нашата вера рисијанска го дозволува, се консултиравме, нели? Од дедо Адама има име побратим, ама ние не знаевме баш така како тоа функционира и како тоа се верификува. Еве, не знам ја, И ние не знам. го замоливме благодарение можеби на нашите имиња и презимија, дедото владика веднаш ни излезе во пресед да седне и да ни објасни. Што ни објасни он? Ни објасни дека братот не можеш да го бираш, тоа е Божја работа. Да. Многу често, дури и комшијата не можеш да го бираш, ке се уселиш у некој мал, у некој стан, ке дојде до тебе некој комшија или било кој, немаш пари да го менјаш ако не ти се свига, и го трпиш и го голташ. Една од ретките работи што можеш да ја бираш, ако исклучиме жената, нормално. Вајде жените си ги бираме у ова време, или брачните партнери, да, или брачните партнери, побратимот е многу појака работа од себе ова што го кажав. Значи, бираш некој што ти е драг, што ти е пријател, решаваш да идеш во црква, решаваш да станеш побратим со него и се заветуваш пред Господ дека све у животот што му треба, ако падне едниот во мака, има побратим кој е како брат, на кој може твоето семејство да се ослони. Значи, моите деца, жена, утре ме нема. Може да чукнат на врата кај побратимот, а он пред Господ се заложил дека треба да им излезе во пред. И обратно. Не дај Боже да се... Како во Балкан Кан италијанецот со... Така, ај ако ви текне на името, ќе ми каже. Абе, сите климаат, а никој не кажува име, бе. Сантино Дженовезе, бе, тоа е. Мене не ми текнаше на тоа, али многу ми е драго и многу сум горд, што можеби една од ретките побратимства имаме во Македонија на овој начин. Сигурно има и многу други побратими кои на разноразен начин се договориле, ама предпоставам дека сме една од ретките баш вака. Так, го почитува ли Трифун тоа? Колку си му, да речам, благодарен? Не знам, колку помагал? Не, обратно, он е повозраст или помоќен, треба да го прашаш него дали ја го почитувам тоа. А за мене апсолутно го почитуване. Еве, и за моето враќање, нали кажавме ние повратакот писаних у Галија, што е? Апсолутно, секогаш можам да чукнам на врата и да побарам помош, не да го почитува, апсолутно, браво, го цени тоа и го почитува. Миленко има кажано дека ни на крај памет не им било на него и твоите другари од гимназија од тие години дека ќе бидеш најпознат угостител во Скопје, а воедно дека ќе се занимаваш некогаш со политика. Тоа за политиката, имам чуено, ќе ми кажеш ти дали е вистина, дека буквално малтене како е да те извадиле од кафана и те ставили у тоа некое си жешко, политичко, градско столче. Значи веќе си имаш успешен бизнис, ти си познат угостител со признати кафани, гледаме кој доаѓале све малтене секој ден. Прво, и што си барал воопшто, а и втора работа, кој бил иницијатор за се тоа? Види, ај од назад ќе ти одговорам. Од назад на напред кидам. Што сум барал, управо си. Што ми требаш? Тоа е, да. Во она од жешко столче од кафана или ме собрале од кафана, јас знам тоа често во моите приказки, меѓу пријатели, може си го почул ти од негде, па не знам што е работа, да го кажам дека ме собраа од кафана, пошто немав поима за политика, што е точно. Но вистината е малку другачија. Не е баш така буквално да ме собрале од кафана, туку можеби, у тој период политичарите барале некој, како и ден денеска што бараат, некој што мислат дека ќе им донесе плюс, а не минус. Јас во тој период, кога дојдео да ми го предложат премиерското место на град Скопје,
тројца Зорановци од Либерална партија, едниот е Зоран Крстевски, другиот е Зоран Шапорич и уште третиот е кој беше член на таа партија по дозвола и препорака на Стојан Андов. Значи, у таа партија. Но претходно, еден мој драг пријател, после ми стана пријател нормално, кој верувам дека е познат на македонската јавност, бизнисмен од Благоја Самаковски, кој еден период беше професор на факултет во Битола, кога дури поголемиот дел, 99%, не знаева што е бренд. Он еден од многу убавите комплименти во тој период ми кажал, вика, ги прашал децава што студираат кај него во Битола. Вика, деца, знаете ли што е бренд? Маркетинг предал оде. Пред 20-25 години не знаеле што е бренд, посебно студенти од 19 години. Вика, дечки, кој ќе ви покажам или кој ќе ви спомнам Марлборо, нели сите мислите на цигари? Одговориле да. Кој ќе ви спомнам Кока-кола, нели сите мислите на пијалок? Да. Дечки, кој ќе ви спомнам Фуфо, сите мислите на пица? Да. Фуфо е првиот што направи бренд во Македонија. Кој ќе се спомне пица, се мисли на Фуфо, кој ќе се спомне Фуфо, се мисли на пица. После таков тип на информации и приказки, кои ја можеби не бев свесен во тој период, не ги знаев, најверојатно политичарите, како што има скаути за кошаркари, за фудбалери, за лево, за уметници, најверојатно јас сум бил атрактивен за таа. Без лажна ароганција, многу сум им благодарен што дошле, многу сум им благодарен на сите што ми дале можност и шанса да влезам во политиката, но сакам само малку да ја пояснам приказката. Иначе пак ќе кажам од кафана ме собра, што е точно. Немој да се лутиш, мораше да ти кажам. Прво, Фуфо, што мајка бараше, што викаат, има ли делче од Фуфо што се кае што влегол у политика? Многу делче. Не е мал дел. Јас одговорно тврдам, Жаре, одговорно тврдам. Може би ќе навредам се политичари. Може би ќе навредам политиката. Ама не е ова модел, што ќе го кажам, кој важи само за Македонија. Овој тип на модел важи у светот. Лично, едно време бев у заблуда. Едно време најверојатно немав искуство. Едно време најверојатно мислев дека во политиката треба да влезат успешни луѓе, затоа што можеби ќе бидат многу честни и можеби нема да ги интересира ништо свое за себе, освен за народот и за државата и за градот и така натаму. Се излажав. Сум верувал во Дедо Мраз јас, тој период. И денеска сакам да кажам, дека јас грешив што отидов во политика. Можеби психологијата беше и тоа после политиката, тоа коцката, не се вадам. Искрено, не се вадам. Туку размислувам се, јас сам се преиспитувам. Требаше да си останам во угостителството, требаше да си правам ланец на угостителства, затоа што во тој период си почнав во таа бивша Југославија, си имав ресторан во Пула, во Куманово, во Охрид, во Пореч. Во Грција не ли си имал? Мола? Во Грција, не си имал во Грција? Да, после тоа и во Грција. Да. Значи, во политиката не треба да влагат успешни луѓе, нека си го гледаат бизнисот. Во политиката треба да влагат луѓе кои знаат политиката. Ја најверојатно не ја знаев. Баш така. Фуфо, види, јас сега ќе те пофалам. Освен у понова историја, Стефчо Јакимовски, кој што е влезен како независен и има направен успех, малте не ни памтам некој со некој таков резултат на избори, како што ти имаше за градоначалник на Скопје, противник на ВМРО, ДПМН и СДСМ, и ако не се лажам, со добиен прв круг, така? Мислам, повеќе гласови и од едниве и од други. Апсолутно. Не се лажеш точната информацијата. Така? Кажи ми, што си мислиш од денешен аспект? Има луѓе што го гледаат тоа што не ни знаат за што зборам, пошто биле млади. Нив тоа им изгледа ненормално. Ти свесен ли си од сега, од овој аспект, дека тоа на некои луѓе им изгледа како научна фантастика? Па види, ако у тоа време, прво, овака, можеби ќе се вратам на нешто друго. Ќе се вратам на тие
политички професионалци. 25 години во Македонија се прават партии. И сите имаат една цел. Да го победат во одреден период или ВМРО, или СДС. Од која Македонија независна. Никој не успеа да го победи ни ВМРО, ни СДС. Зборам ново формирана партија. Не зборам за индивидуалци, зборам за партии, не за индивидуалци. Јас во првиот круг ги трепав двајцата. Сам, независен, без ВМРО ДПМН и без СДС. Да имаше во тоа време Гинис, може би имало у светот, ама ние не го знаеме. Најверојатно ја ќе бев за Гинис, што успеав така две моќни партии да победам, кои што и ден денеска се моќни, и ден денеска никој не ги победи. Како партија, не како индивидуалец. Значи, точно е дека не победив јас. Ама точно е дека земав 52.000 гласа имав. Тие што водат кампања знаат што значи 52.000 гласа. Луѓе излегле во Скопје од 180.000 во тој период. 30% излегле, отишле да гласат, може би не би отишле, и 52.000 луѓе го заокружиле моето име и презиме, не партија, не Петко, не Станко, не акција. Гласам за Љупчо Николовски Фуфо. 30% од вкупно гласачко тело. Од вкупното излезено гласачко тело тогаш, 30% гласале за името Љупчо Николовски Фуфо. Да бе, у Америка замисли некој не гласа ни за републиканци, ни за демократи, гласа за Џон... Не бе, некој според еса вулгарно сега, некој Абдал. Мисли дека го бива, мисли дека е Бред, лево, не се, јас сум Петковски Петко или Џон Мајкл и гласете за мене. Кај има тоа бе? Нигде нема. А ако ме прашаш, дали сгрешив? Апсолутно сгрешив. Првиот пат, кога се кандидирав независен, ја требаше да направам и независна листа на советници на град Скопје. Сите овие, да кажам, вуци, што ја знаат политиката, да имав некој таков до мене, ќе ми кажеш, во тој случај ја нема да бев градоначелник, ама пола советници у град Скопје ќе беа уз мене. А тоа значи пола директори на јавни предпријатија, ја ќе можев условно да одлучувам кој ќе биде директор на ЈСП или на Нево Десно. А тоа значи дека најверојатно веднаш после тоа ќе направев партија. Тие што беа поискуси ќе ме бутне и ќе ме обуче, ќе рече ти сега треба да направиш партија. Направив грешка во Чекори, апропо на што ми кажа 50.000 лево десно. Ради тие 50.000 направив грешка во Чекори за тој целиот мој штаб, што беа сите аматери и неискусни во политика, ама кој направи, мојот штаб направи невидено успешна кампања. Сака луѓето или не сака, ја прогласија во тој период нашата кампања за најуспешна кампања, независно што загубивме. Наспроти сите професионални партии кои има професионални маркетинг агенции кои ми ја градеше кампањата. Ние се собравме мои блиски што ме сакаат, што ме веруваат и така натаму и направивме кампања. Што никој не работел кампања, дали било тоа у штабот била жена ми што нема поима од кампања, бил Адем Кочан кој бил он е познат бизнисмен сега, ама немал врска у тој период од политики и од кампања. Огне Апостоловски, Борис Дамовски, тие моите пријатели ги знаат сите нив. Некои, овие што ги спомнувам, не ги знае. Џоси Бакуле и така натаму и така натаму. Ние направивме со аматери најдобра кампања. Ко Лихтенштейн да се пласира на европско. Сагаш, аматери се тие, баш механичари и забари. Лихтенштейн да ги тепа Бразил, да ги елиминира. Или нерешено со Македонија, што ги изигра. Баш така. Во продолжение. Сум се покајал за наивната верба во луѓето. И тоа животот ме пушта. И баш најблиските ми го зарија ножот во грб. Знам дека во менито имаш пица Јани. Тој има врска со Јани Макрадули. Сакајки да му изразиме голема благодарност како редовен гостин, рековме Јани направена пица каква ти сакаш надвор од менито и ќе крстиме Јани и тоа е неговата пица. Браво. И ден денеска стои. Од време на време аматерски идеше да вежба.
точно во нашиот боксерски клуб Делфин. Ето е информацијата и приказката. Riding in the back of the academy section and headed in the most obscene direction. The father grabs the mic and then confesses his love for you. Everything will be alright after my connection. Oh, it's always how later on. Oh, could I get a habit? Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Љубљанска млекара. Инстинктот не лаже. Сангол од сочни јаболка. Во сите маркети, донесено од Total Logistic. Секој се радува кога ќе добие малку внимание, ќе испрати добра вест. Ќе го најде токму тоа што го барал сега или скришно го посакувал многу одамна. Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта, секогаш можете да сметате на нас. Со 24 часовна достава низ Македонија, кога нештата ви значат, а секундите се бројат. Постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта. Не се знаеме само од сега и последно време се гледаме за да го договориме интервју, си правиме муавет. Забележувам кај тебе дека си многу отворен, искрен човек, да речем. Што може не е само препозитивна карактеристика. Ќе ми кажеш ти дали сметаш дека е така или не. Имало ли моменти кога оваа отвореност, искреност кај тебе малце ти можда ти нанела штета или си рекол не требаше да го кажам тоа, што си мислев кај ми беше паметно? Жаре, има една пословица, босанска е таа пословица, босанска, ја на македонски ќе ја кажам. Вика, искрен човек ти ја зборува стално вистината, а паметен тогаш кога треба. За жал, јас сум само искрен. Многу често не сум бил паметен. И кога треба и кога не треба? И многу често ми наштетува тоа мојата искреност. Ама таа ми е машината. Тоа ми е можеби генот. Тоа ми е Тоа е матрицата. личноста. Па тоа е матрицата, баш правиот збор го најдем. Матрицата е тоа. Па и не можам да се менјам, а често ми наштетува. Си се покајал некогаш за таа особина, за таа твоја брутална искреност? Па можеби не можам да ми текне дали сум се покајал за таа, што ја кажа ти како ја нарече брутална искреност, ама сум се покајал за наивната верба во луѓето. И тоа живота ме кошта. Сум верувал на своите најблиски и сум ја почувствувал варијантата зар и ти си не бруте. Таа римска анегдота што претпоставувам сите ја знаат. Така. Јас верував во своите блиски или најблиски и баш најблиските ми го зарија ножот во грб. Тоа вајда е и ради тоа што сум бил искрен, и ради тоа што сум верувал, а најверојатно и ради тоа што сум бил отворен, чесен и така натаму. Ако ме прашаш дали сум се покајал, сум се покајал за ножот, за вербата во луѓето и така натаму. Од најблиските, затоа што не те боли од јабанџи, нели рекоме непријатели, сам се чуваш. Кој може да те удари нож у грб? Само тој што е Прво, близок. ако не си близок, немаш пристап до Така него. нема. Тој што е близок и тој што е до тебе,
и тој што му веруваш, и со тој што си искрен, и така. Ај кажи ми за повратак од писаних. Гледаме по весници, по чуда, нешто така, ги искачаат некои флаери. Шо е тоа? Констатиравме дека ме снема. Те сне. Ме нема у Скопје, ме нема ваму, ме нема таму. Па сега, ако јас сум здрав и жив и решам да се вратам, нали, најубава реченица е враќање на отпишаниот, пошто цело Скопје знае и цела Македонија дека сум ја отпишан. А мојата генерација, Добро. ако им кажам повратак од писаних, они веднаш знаат, пошто мојата генерација и малку помлади знаат која е таа емисија повратак од писаних и не треба дополнително да им објаснам. Тоа нема можеби врска со партизани, нема можеби врска со социјализам, нема можеби врска со Тито, ама има врска со повратак од писаних као, ајде да кажем, Као мантра. Као за ебанција, како реченица, кажи повратак, ја повратак од писаних и одма сите све знаат, посебно од мојата генерација. А тие што не знаат, имаат дома родители, чичковци, војковци, ќе им да објаснат. Тоа е прикака. Ке мириса ли оваа галија на таа стара? Ке зависи ли тоа од луѓето што ќе дојдат или ке зависи од тебе? Ја пред да се мрдна малку од галија, од причините што ги елабориравме до сега, живеев и сакав Скопје дефинитивно да има една традиционална кафана. Кај што кроз 30, секаде го има во светот, сега да не кажам, у Париз е Максим, например, во Рим е Алфредо Императори и така натаму. 84 година ја отворив јас првата пицерија. Скоро 30 години. Малку имаше едно бегање од тоа, се надевам дека ќе продолжи. И ако сакаш да ти одговорам на твоето прашање, што очекувам овде? Бардон, многу малку би менувал. Нормално, стално требаш да бидеш во чекор. Во времето доаѓаат нови дечки, малку видоизменети вкусови и така натаму. Али основата ќе биде ова, сакам на галија да ја дадам патина, традиција на луѓето да се сеќаваат нивните деца и внуци, ако успеам, се надевам дека ќе успеам, дека дедо им или татко им бил тука. Времињата се сменети у секој случај. И сега да речеме и конкуренцијата е нормално поголема. Не било како порано. Порано, јас кога сум бил мал, ти сам си кажа, не знам кога спомна дека ке кажеш пица, се мисли на фуфо. Има многу нови генерации што не го знаат тоа. Она што било фуфо и во центар веќе не е ни тоа, сега нешто трето. Така. Ти пречи ли тоа? Ти ствара ли малку терет во однос на загрижен ли си? Терет воопшто не ми ствара, пошто ја верувам дека не би стигнал до тој успешен стадиум на угостителството ако не сум се борел и сум се плашил од конкуренција. Конкуренцијата е многу често знае да биде корисна, а јас верувам во себе дека можем да се носим со конкуренцијата. Дека има поголема понуда, нормално, тоа е во светски рамки. И никој не може бизнисмен да биде рад дека ја направив еден проект или еден бизнис и сега сум рад 300 години ќе цицам од тоа. Нормално. Затоа доаѓаат нови генерации. Затоа доаѓаат нови конкуренции, ама доаѓаат и ново потомство. Јас имам 3 деца. Женски се. За среќа или за жал. За бизнис зборам. За животот, за среќа го. Ама и за други работи. Ама ќе имам и 3 зетовци. Еден дек имам 3 зетовци. Тие ќе го насе. Значи, не ми смета конкуренцијата воопшто, туку напротив, е тоа корисна и позитивна. Да не ме остават мене многу често да не заспием раат. Така. Малку само уште да проговориме околу гостиве што доаѓале тука, знам дека во менито имаш пица Јани. Тоа има врска со Јани Макрадули? Има врска. Баш има врска со Јани Макрадули. Овака да не ме подсетеше ти, добро, ќе ми беше многу непријатно што не го спомнав Јани
Дебето толку доаѓал? Не, и Шекеринска, и не. Не Редовни. ги кажав сите како ги викавме. Таа гарнетура, тогаш Шекеринска и Јани Макрадули и нивните пријатели дечковци лево десно, 80-90% беа. На Шекеринска дечковци, вајда не на Јани. Не, на Шекеринска дечко, на Јани девојка и така натаму. Дечковци за сите, цела. Не ме фаќа за лапсуса. Шала. Беа секоја вечер исто и ние ги викавме СДС млади. Значи така кај нас беше у жаргонот СДС млади. Секоја вечер беа долги години, 5, 6, 7 години. Кога ме прашуваше ти дали не им се доседи менито, дали го менуваше и така натаму. Кога ме начна се за Јани, бидејќи он беше у таа група на СДС млади секој ден, све проба што можеше да проба. Се засити бидејќи секој ден и почна да прави експерименти. Ај дај ми една пица со ова и со ова, дај ми една... Надвор од мене. Надвор од менито. Ние, сакајки да му изразиме голема благодарност како редовен гостин, рековме Јани направи една пица каква ти сакаш надвор од менито и ќе крстиме Јани и тоа е неговата пица. Браво. И ден денеска стои. Браво. У име на Сигурно е захвалност. вкусна. Чим ја одбрал Јани? А викаш дека е гурман. Јани апсолутно е гурман, апсолутно е добар гостин, а пицата е вкусна. Ете, така. И се и од другава страна некој да спомнам, колку е вистина дека тие некои си аматерски боксерски денови премиерот Груевски ги градел кај тебе во клуб. Ти си бил на некој начин поврзан со боксерски клуб. Не, колку е точно тоа, што е неточно, еве сега ќе кажам отприлика што е точно, што не е точно. Ние, од кога ја стабилизиравме оваа кафана овде, имаше еден боксерски клуб во Основно училиште Кочораци, кој се викаше боксерски клуб Водно. Така. Имаше еден многу драг тренер, бивши боксер Миле Смилевски, и многу често доаѓаше овде. Ни стана драг пријател, тренерот. Гостин на кафаната. Со тек на време не замоли да му припомогнеме малце финансиски. Добро работевме, верувам дека сакавме да помогнеме и не замоли да му помогнеме. Како поминуваше време, месеци и месеци на помош, ми не замоли може ли наместо боксерски клуб Водно да го крсиме боксерски клуб Далфуфо. Ние рековме со задоволство. И тој боксерски клуб Водно стана боксерски клуб Далфуфо. 15-20 години на независна Република Македонија. Све што беше вредно во Македонија, Тони Нацковски, Тони Јаневски, така натаму, израсна и боксуваше во боксерски клуб Далфуфо, кај што им беше Миле тренер. И се последното твое прашање, Никола Груевски го обожава боксот, од време на време аматерски идеше да вежба и даде, точно во нашиот боксерски клуб Далфуфо. Ето е информацијата и приказката. Одлично. Баш на крај пред да ти посакам среќа со новото отварање на Галија и со твоето враќање. Доколку ти се случи ситуација, се уште ти е рано, ете да речеме, за внуци некој да имаш и слично, дај Боже, наскоро. Ама замисли си некој тако мил и драг, млад човек, кој што би ти побарал совет, би ти побарал малку твоја животна мудрост. Ти си несомнен човек со многу испишани листови во таа некоја си твоја животна книга на искуства и проживеани моменти. Што би рекол на некој таков? Ако ти каже, дај ми пар реченици што можеби ќе ми се најдат некогаш понатаму. Прво овака, ти кажам дека не ми е рано за внуци. Абе, гледаат керките. Абе, морам тоа да го кажам. И верувам дека оваа емисија и моите керки и моите внуки од сестра ми ќе го гледат, за да не ми е рано за внуци, бидејќи имам 3 керки и бидејќи имам 2 внуки од сестра ми. Значи, ич не ми е рано за внуци и едва и чекам. Но бидејќи долго време ќе се изначекам да пораснат, за да ме разберат тоа што сакам да кажам, ти ме праша у кратки црти. Знам дека е тешко, ама баш ме интересира човек од тебе што би рекол. Ај да размислам. Јас знам, верувам дека и ти го знаеш и сите го знаат, која Едвард Черчил на времето го прашале
у 3 реченици Винстон кажи Черчил. Винстон Черчил, се извинувам, го прашале ај кажи нешто, ама у 3 збора, тој рекол, за тоа ми треба да се спремам месец дена, ако треба 3 сата да зборам Тачно. ми треба, за тоа се не... Има вистиност, да. Па ја, прво треба да се има голема верба во себе. Голема желба за успех и многу работа. За сите деца што доаѓаат и стасуваат. А ако можам да го кажам моето мото, сите ќе успеат ако имаат верба во себе, голема желба да успеат, ако се будат и легнуваат со желбата за успех и ако работат, ќе успеат 100%. Успехот нема да изостане. Фала ти за време. Фала што не вако убаво не прими. Ние си се осеќавме како дома, цела оваа екипа, не гледаат колку се, ама се пуно луѓе позади камерите. И многу успех со Галија. Ја на крај ќе ти кажам на благодарност со тоа што ќе го цитирам Циле. Циле знае да каже од се срце благодарам. И ја тебе на искрена, не е блеф, нали реков дека сум искрен. Од се срце ти благодарам што ме покани во оваа твоја многу гледана емисија, многу почитувана емисија и многу брендовска емисија. И на тебе и на целата екипа што дојде да не прати и да го направи снимање. Фала ти. Да. Ти благодарам. Кул, гасиме. Опа.